луѓе треба да знаат дека ние постоиме на оваа земја ние. Треба сите да се појават и да видат што работиме овде ние. Овие парчењалишта за мене многу значат, бидејќи прво ќе ми помогнат околу облекувањето, ќе ми го олеснат мојот секојдневен живот, моите секојдневни потреби и наставно ќе ми помогнат полесно да се облекувам и да не се мачам и да ми треба помалку време. Така да ќе ми го заштити времето и енергијата моја. Уникатноста на облеката е во тоа што ние користиме механизми кои што се полесно функционални за лица со попреченост, бидејќи лицата со попреченост имаат свои специфични потреби. Не сите можат да имаат ист фат, не сите имаат иста попреченост во долни, во горни екстремитети. Согласно на тоа имаат потреба од облека која што полесно се облекува. Со оваа гардероба луѓето би трошеле само 1/4 од потребното регуларно време, што значи многу. Овие парчињалишта реално на личности кои се со со поголема способност и пристапност, многу би им го олесниле животот, да кажам кои се некако самостојни, делумно самостојни, да бидат сосема самостојни. Да не гледа попрежено со него, се преса личноста и нејзината способност. Листата кој што ги доби, за поклон ќе му значи уште еден чекор, уште повеќе да стапи во контакт со нас како родители, а посебно со луѓето кои што најмногу го сакат во секаде во светот. Така да еден голем чекор за него и една прекрасен подарок да кажам кој што со тек на време многу повеќе го цени, ќе го сака. Не дека модата е тргната на страна, изгледот е тргнат, дизајнот е тргнат на страна, едноставно функционалноста треба да носи примат тука и тоа да биде водички елемент во креирањето на облеката. Секако треба да е удобна, треба да е нешто што лесно дише, бидејќи и тоа е нешто што е еден од предизвиците кај лицата со попреченост, односно подложност кон бактерии, вируси, од тоа што седиме во колички, се потиме и таа облека која што имаме не е соодветна на тоа. Зем ќе претендира да биде еден од поиновативните проекти и брендови кои што ќе креира многу лесно функционална облека која што ќе им го промени животот на лицата со попреченост, ќе им дозволи да се чувствуваат по-независни и да им го скрати времето на дотерување, а не тоа да им представува стрес или фрустрација.
се надевам дека после оваа ревија дека ќе има уште повеќе инклузивни програми слични на ова и дека малце барем 1%, ако не повеќе, дека спеста кај граѓаните ќе порасне, дека и овие лица не се поразлични од останатите. Едноставно, значи, и како и секој има свој начин и на облекување, и на размислување, и на физичка способност, но меѓутоа имаме една иста потреба, а тоа е љубов, внимание, поддршка, прифатеност пред се.